Маршал Тито ќе стане ВМРО, ако мнозинството во Советот на општината даде поддршка на предлогот што доаѓа од Комисијата за култура, образование и спорт. Една од најстарите улици во Кочани треба да го промени називот, откако веќе 60 години го носи името на некогашниот претседател и маршал на заедничката југословенска држава, чиј составен дел беше и Македонија. Иако таа претходно не се најде во списокот улици кои треба да добијат нови имиња, на седницата на комисијата бил даден дополнителен устен предлог називот да биде променет. Со тоа, по преименувањето на плоштадот, сега ќе се изгуби последното обележје што го носи Титовото име. Исто така предложено е и улицата Иван Серафимов, која претходно се викаше 22 октомври, повторно да се преименува. Иако сегашното име го доби пред неколку години, новиот предлог е таа да се прекрасти во Петровденска. Граѓаните самоиницијативно преку социјалните мрежи веќе најавуваат мирен протест поради намерата на локалната власт. Упатен е повик за собир пред салата на Советот, каде треба да се одржи седницата, на која меѓу другото ќе се разгледува и предлогот за промена на имињата на улиците. Писмено барање до градоначалникот и Советот упати издруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани, која ги повикува советниците да не го именуваат името на улицата Маршал Тито. Една од причините за тоа е, како што се наведува, големиот придонес на некогашниот претседател за самобитноста и идентитетот на македонскиот народ, како и за економскиот и друг развој на македонската држава. Освен тоа, членовите на здруженијето сметаат дека граѓаните кои живеат на улиците, кои ќе добијат нови имиња, ќе бидат изложени на непотребни трошоци за менување на личните документи и сета друга документација поврзана со имотните и други права.